изминува трет месец откако председавачот на Советот на општина Центар, господин Мирослав Шиповиќ, е во притвор. Затоа денеска се собравме овде. Јас би замолил ова да не се свати како некој притисок врз судот, но факт е дека овде истражниот судија, кој што неосновано и понатаму го продолжува притворот за Мирослав Шиповиќ. Сега кога истрагата заврши, кога се создадени сите услови да не се повтори делото како прво, потоа кога нема опасност од влијание врз сведоци, кога нема опасност Мирослав Шиповиќ да побегне од државата, затоа што јавноста знае дека тој доброволно се врати во Република Македонија, создадени сите услови да се ослободи господин Шиповиќ, да биде во домашен притвор, со што ќе се овозможи тој да присуствува на седниците на Советот на општина Центар. Доколку не се донесе таква одлука, нема друг заклучок освен дека исклучиво политиката вмешала прсти во оваа одлука, затоа што знаете дека во Советот имаме сега, поради притворот на Шиповиќ, однос кој што е нерешен, со тоа што значи дека не можеме да носиме никакви одлуки како мнозинство, односно не се почитува повеќе волјата на граѓаните на Република Македонија, односно во општина Центар. Како пример што значи тој нерешен резултат, покажи последното гласање, каде што поради тоа што немавме мнозинство и поради тоа што советниците на владеачката ВМРО да помене не гласа за, и ден денес општина Центар не располага со сопственото земјиште и затоа во момент се одвива лицитација за едно од најатрактивните на што остана градежни парцели во општина Центар. Затоа би сакал да упатам еден апел да се конечно се укине овој притвор и да може општината да работи онака како што заслужува и онака како што доби доверба на граѓаните во општина Центар. Од вчера 32 лица се надвор од работниот однос во општината Центар. Како функционира од денеска општината? Не сум изненаден, ова е само едно од низата на притисоци кои што се прави врз општина Центар. Денеска можете да дојдете со камерите, буквално нема никој, особено во мојот кабинет, нема неколку раководители на сектори. Ние ќе се обидеме и преку нов јавен оглас за фирма која што врши времено вработување и преку конкурси, меѓутоа досега искуството што го имавме дека таму едноставно е блокада за сето она што доаѓа од општина Центар. Меѓутоа ќе продолжиме понатаму, мене овие притисоци, ниту нас како советници нема да не поколебат во нашата намера докрај да го реализираме тоа што го ветивме. Ова сепак зборува многу за тоа каква е денеска демократијата во Република Македонија.